Не изнесов нов предлог. Во моментов има многу елементи намаса за кои дискутиравме изминатите години. Двете страни знаат кој е проблемот за прашањето и кои се можните решенија. Затоа не дадов нов предлог. Изјави посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц по двочасовната средба со преговарачите на Македонија и Грција Зоран Јолевски и Адамантиос Василакис. Тој побарал од двете страни да продолжат длабоко да размислуваат за решение, да ги преразгледаат позициите, да преземат чекори во правец на градење меѓусебна доверба, да се воздржат од чекори кои предизвикуваат конфузија и недоразбирање, како и двата премиера, ако имаат можност да продолжат да се среќаваат. Нимиц оцени дека разговорите минале во добра атмосфера. Обете страни изразија позитивен пристап за да се придвижиме напред. Сметам дека најголем развој на настаните изминатата година беше диалогот меѓу двата премиера, изразен во 8-те меѓусебни средби. Мојот став гласи: како овој позитивен импулс да ја продлабочи меѓусебната доверба и разбирањето на највисоко ниво. Во фокусот на средбата било како да се придвижи преговарачкиот процес. Им го пренесов мојот став на преговарачите дека треба да разговараат за елементи за градење доверба и теми за дискусија, со кои би можеле да видиме дали ќе биде постигнат напредок. Обете страни ми соопштија дека сакаат да продолжат со моите напори за решавање на прашањето. Истакна посредникот, кој додаде дека не прецизирале датум за следна средба, но наскоро ќе го согласат. Македонскиот преговарач, амбасадорот Зоран Јолевски, за Гласот на Америка по средбата изјави: На средбата со медијаторот Нимиц и мојот колега Василакис ги презентирав позициите на Република Македонија и информирав дека Република Македонија е определена искрено за наоѓање заемно прифатливо решение кое што ќе го заштити идентитетот и дигнитетот на македонските граѓани. Грчкиот преговарач, амбасадорот Адамантиос Василакис, коментираше дека неформалните разговори биле добра можност да се види каде се движат преговорите по пауза од подолг период. Тој рече дека во Атина ќе ги пренесе на новите моменти, пошто владата ќе се произнесе за следните чекори во процесот. По двочасовната средба во канцеларијата на медијаторот Нимиц, преговарачите Јолевски и Василакис на своите влади во Атина и во Скопје ќе им ги пренесат најновите моменти од разговорите. И двајцата велат дека наскоро ќе има нови средби, иако не обелоденија кога би се случило тоа и кои би биле можните локации. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Њујорк.